Денес на нашиот шанк се наоѓа Павле Витанов, член на групата Мелос, а воедно и представник на Звездите на Грант, тоест човек која представи струмица на Звездите на Грант. Здраво, Павле, како си? Здраво, супер сум, Лазар. Сега за некое време треба да дојде и тој втор круг така на Звездите на Грант. Да. Па како што веќе оди рекламата, тоа е уште оваа сабота веќе ќе почнат вторите кругови. Гледам дека јас не сум бил уште, треба да се јават, има дуели. Како што мина малку поразлично ќе бидат сето ова што се случуваше. Сега на сцената ќе се по двајца. Значи машки и женски изгледа ќе биле по 4 машки пара, 4 женски пара. Треба да се пее спора песна и брза песна по една строфа. И кој поминати во бараш треба се пее. На матрица ќе се пее исто во бараш. Од каде ти информации? Контактираше со некој од луѓето? Па добро, тие ми не јави да се спремам нешто, а сега ќе ми јават кога да се оди. Уште тоа не е јавено, ама значи да си имам некоја представа што да си спремам јас. Тоа ти е прв таков вид на шоу на кој што се пријавуваш? Па да. Во сите тие години искуство се реши сега на оваа возраст да одиш на такво некое. Па види сега, нели во Македонија немаше ова. Имаше само еден идол и тие другите беа М1, како беа таму? Да, сега, М2, јас сум претежно повеќе по народната музика. За вработување. М1, М2. Да, формулари за вработување. Да, и јас нели во Македонија го немаше тоа Грант Звезди. Добро, тоа е големо веќе шоу кој што зафаќа повеќе земји од бившата Југославија. Да. Имаше некои наши обиди тука, може да се каже, меѓутоа не беше таа гледаност што еве ја има Звездите на Грант. Лазе, јас сакав да одам таму да застанам пред еминентно жири. Значи тоа си го велам. Застанав да отпеам. Тоа беше нож со две острици. Значи замисли, тука можеш да поминеш, може и не. Да. Значи јас се осеќав спремен да застанам пред них и да отпеам тоа што го можам. Да. Мислејќи дека имам квалитет таму да поминам. Имаше некој кој те подбуцна еве да каже зошто ти не се пријавиш. Ајде пријави се, можеби тоа ќе биде добро и за нашата група еве. Затоа што тоа е реклама комплетно за се. Ако се покажеш како што велиш меч со две острици, тоа може да биде и антиреклама, знаеш дека ако не успееш и да биде екстра реклама ако успееш. Групата не знаеш. Јас се пријав, отидов во Скопје, отпеав, помина во Скопје, се вратив. Помина не, и кога веќе требаше да одам за Белград, им векам, слушајте, ајде да не разберете од друг, јас ќе ви кажам, оти бех, поминах, сега треба да одам у Белград. Ама тоа во Скопје и не го сметам за круг, бидејќи малку беше пофлексибилно жирито, кај што бее само Сашко. Имаше и наши. Блага Петровска беше, ама кога пеев јас и таа си оти веќе избукти са изгледа многу касно и се виде жената малку така и не може да издржи. Има доста чекање таму, нели? Додека да дојдеш на ред. Сега ќе ти кажам во првиот круг е една работа. Јас отидов вечерта, отспав таму кај мои роднини и само да спомнам таму кај што бев, иако нели емисијата е од текото. Тетка ми од Струмица почина во меѓувреме. И сега ќе одам директно право да пеам, изморен, не изморен, одам. Отидов во студиото во 11:30. Снимањето беше кобајаги во 1. Не во 1, почна во 3. И јас, како што седам сега тука, пред да влезам, беше 10 до 6 поручек. 10 до 6. А у 11:30 ојде. И сега некој знаеш ќе каже, бе, вика малку може беше. Луѓе, не е лесно, не е одма одаш, пееш и си одаш. Да. Значи не се. Имам јас едно искуство такво. Порано имаше тој идол што беше, па се пријавив тогаш да видам баш како функционираат едни вакви шоуа од поголем калибар. И таму имаше чекање, тука се одржуваше аудицијата во Струмица, во Селект беше, имаше чекање редица луѓе. И сега ајде да се ми ги правите, посвеж си. Јас доаѓам на ред, викат пауза половина сат, уиде на жирито, кетеринг служба, јадене, а ти гладен, само вода имаш и
дали се напия и некој чаша, малку гледам фана, виджа ми се смешки на YouTube, пример, и тоа. И друго лазнице. А сега тоа е за Белград, така ли? За Белград? Другар, веќе има на YouTube со Лажа Барбар 65.000 погледи. Кликови на... Да. Како да го кажем? Кликови. Значи јас, шо и да направах, 66.000 не можах. Да те видат толку луѓе. И сега ме срекјават некој по пато, Павле, јас бех и на друго шоу во Македонија, никој не го ни виде. На кој? Зајди. Има ли песна? Што се случи со тие звезди на Грант и Пинкове звезди? Нешто слушнав дека многумина што отпаднале во аудицијата на звездите на Грант се префрлиле во Пинкови звезди. Значи тие што беа у попрвите емисии фанаа во возо на Пинк. Значи тука отпаднаа там и окей, нема легитимно се тоа, пробале се луѓето. И како што разбарах, значи тие биле едно исто долани, па са скарале поради кои причини. Ама ајде да не правам реклама. Мислам дека квалитетно тука повеќе у Грант, ама ајде да не изгледа са субјективен, јас сум у Грант и повеќе фалам. Окей. Да. Меѓутоа, еве едно општо мислење дека 70% да кажеме, мислат дека е навистина звездите на Грант се по-квалитетни, некако по-различно е, по-строго е за разлика од тоа што се случува таму. Па види само, тука минат 5, там минат 10. Значи веќе потесно е грлото тук да поминеш. И доста квалитетни изведувачи за жал не поминаа понатаму, еве и наши македонци. Има врнани изгледа. Ки има враќање? Има враќање од Македонија, тројца се врнани. Значи ние директно што поминаваме сме 9. Едно девојче и 8 машки. Сега пуштие уш едно машко и 2 девојчиња. Значи как ќе дојдеме? 12, 3 со 9. 9 машки, 3 женски. Јас во мојата емисија Шанки имам направено доста интервју со Саше Митев, кој што беше представник на Струмица, тој не помина, представник на Македонија, не Струмица, се велим, затоа што емисијата се пак тука во Струмица се прави и е посветена повеќе на Струмица. Меѓутоа и Ален Хасановиќ го снимав, тој е од Прилеп. Да. Тој доста добро отпеа и мислам дека и тој како вас има доста големи шанси да оди многу далеко. Абе види сега, знаеш како, значи сега треба секој да си проба со песна што ќе му леже. Значи таму сега дали викат најави сега, нели Саша, треба да читаме меѓу редови и ние што вика од ту сега они си дали последниот круг тие што ќе го минат веќе и нема да ни дозволат сами. Сега ние сами се бираме песни. Дали они пак ќе ни дадат домашни задачи ако поминаме да. Да, домашни задачи. Сакам да те прашам, еве, настапуваат, гледам постојано и нашите македонци со песни кои што се со јазикот на нашите соседни земји. Јас снимах у четврток. Ами јави у вторник. Значи вика ти си вика у четврток. И сад ти немаш време да размислиш. Ама јас веќе си правах некои филмови и викам, добро, пратете ми таа матрица да ја чу. У среда веќе јас морак да тргнам. И така, значи прво околу матрицата. Второ, ти кажах, јас бех тука у Македонија. Нема избор на матрици за македонски песни? Има. Ама не се квалитетни. Сепак треба да одиш да покажеш и некои вокални квалитети. Значи некои песни од Македонија ги има тие, ама јас си ги чувах, да ти кажем, нели Димитрио, не знам колку си гледал, Димитрио си ја чувах и мислам оти со Димитрио поентирах и кај жирито и кај нашата публика. Таа ќе слушнеме на крајот на нашата секој ќе ја слушнеме. Емисија акапела и тоа ќе биде. И сега, значи, јас тоа го кажав. Јас отидов во Грант со 43 години, бидејќи мој идол е Шабан Шаулич. И имам идеја да испеам од него испејах у Скопје и сега пак некој ми се врте, барам една од Шабан. Да отпаднам, ама да од Шабан испеем. Значи јас уидех ради Шабан Шаулич. Лично да се запознаеш со него. Успеа да направиш некој контакт? Едно здраво направиме и нели ќе го парафразирам. Викам дојдех само се поздравам, нели?
за после баражика поминах и вика, добро си песмо одабрал, вика. Значи ги погоди Димитрио. Они сакат македонски песни. Јас знам. Сега ми не иде замерка, нели ти викаш дикција, микција. На шото, можеш моето ш повеќе шуште. Ама тоа. Добро са. Знаеш што има насмешка? Една жена ме сркине. Павле, испеи ме шушка sa šuške. Викам ти сакшем те да мотела. Ja sam glasala zbog tvoje muzikalnosti i tvoje boje, ali š koje ne umeš da izgovoriš, to je nešto što... Ja se sva naježim. Molim te, nemoj da biraš u baražu pesmu koja ima š. И што се случува сега, освен еве со вас правиме нели муабет за сето тоа што се случуваше претходно на Звездите на Гран, што се случува еве со бендот, со Мелос. Веќе колку години Мелос е на естрадата? Ние сме со мали промени многу години. Името факт че јас, брат ми и колегата бас гитарата сме веќе 23-4 години. Сега да не спомнувам кои се биле. Да, има нормално секаде промени во групите. Се случува, да, има постојано, не може еден исти состав постојано, па интервали се менува, па имаше промени во Јупите. Како фудбалските екипи. Да, има некој си заминуван, друг доаѓа, се подмладува бендот. Види сега, ето што ти реков, нели? Јас отидов во Грант и мала реклама да направим сам друг. Јас тоа им го реков на колегите, колеги, јас одам ради себе и ради групата. Еве се случи право, свиревме во Космополит, кај Слава Топинда, свиревме Нова година. И реклама е друго, нели, пак е чут, па знае народ. Дојда деца, 5-16 години. И втората вече. Иди седат. И вика, бат Павле, вика, може ли, вика, од Шериф Конјевич песната. И ама са гужат, тие сакат песна, тие. И едно време, децата, викам, крај, за децата пушти га и саках да ги испееме, да свират колегите. И ми ја направих и значи ме виде народо, па некој сака да... Значи, се е кјар. Лазе, те срќават луѓето спонтано. Значи, и те поздравуваат. Артистка Тинче, со Бране има емисија. Ме срќава на сред пат и ми честита и кај ќе ме сопреше бе Тинче Ристевска и некои други мене. Ако, значи, тоа е кјар. Еден да ме сопре е кјар, а не па тие што ме сопре сите. Добро, да, навистина голема реклама е сето тоа. Меѓутоа, прашањето ми беше што се случува општо со бендот, со групата. Толку многу години на естрадата, настапувате на фестивали. Бевме на Роса, една песна имаме Роден крај, ама види бе, Лазе. Значи, немате претензии, еве знаеме дека тие сите кои што одат на фестивали се наделат дека тој ќе им биде отскочна даска да заминат во Австралија, например. Знам дека најчесто е така. Сега да одаме на YouTube, твоите емисии ги ставаш на YouTube, така? Да. Сите ги стават песни на YouTube. И фестивали, Валандо. Сега да одиме на YouTube, да ги видиме валандовските песни, победничката песна или колку прегледи и кликови, како што велаш има. Неспоредливо е со тие на Грант. Да, тоа е тоа. Значи, поголем аудиториум и окей. Значи, ама ако има шанс, ќе одиме на фестивал, тоа е. Добро, порано беа екстра фестивалите. Порано се направија доста еваргрини во македонската музика. Кога беше едно само Валандово и евентуално и Цветници. Да, беа тие, да. Мислам дека имаше уште еден или се лажам. Знам дека Тумба Фест, како беше, имаше квалитетни фестивали со навистина и квалитетни изведувачи. Потоа почнаа тие, знаеш, тато има пари, ќе пеам и така се падна во голем дел ево од повозрастните изведувачи веќе и не се пријавуваат на такви фестивали, сметаат дека сето тоа не им е потребно повеќе и фестивалите едноставно веќе немаат и квалитетни изведувачи, постојано се јавуваат некои млади, нови, маргинални, да не кажам, изведувачи, меѓутоа ако има шанс, и тоа фестивалот го нормално нема и реклама за фестивалот, кога знаеш еве на фестивалот ќе пее некое големо име, тоа си носи само по себе народ. Сега Валандово беше убаво за гледање. Во живо оркестар, во живо пеење, нов интериер гледам. Ако има шанси би сакал да отпеем година, значи не сум против фестивалите, можеби за това уидех и таму малку да излезам на чистина, што викат сумичано на намера, да те видат, да те чуат. Па ако некој каже пример, окей, те викам ќе одам, ако нема викна.
Добро, меѓутоа еве имате само една песна направено досега, официјално таа што е била на Роса. На Роса, да, Роден крај. Само таа, нема друга ваша авторска песна во групата направено претходно или? Не, имamo снимано на времето една песна. Мајка ми е на мене од Раклиш, таму Раклишкото џада една песна, ама тоа е многу одамна. Сега немаш намера, еве, ако веќе сега е малку поразлично, како што кажа, и својата популарност е поголема, не размислуваш да направиш некоја песна. Гледам, Ален Хасановиќ има веќе направено песна. Откако помина тоа Звездите на Грант, откако го помина првиот круг, веднаш си направил и своја песна и тоа со цел да го задржи нивото на популарност со нешто свое авторско. Не мислиш дека треба еве сега ти нешто да направиш? Не одам нешто на сила, оставам спонтано, ако се случи, ќе се случи, не дека се дремам и седам, ама ако излезе нешто, излезе, ако не сум толку болен за таа работа, ај сега мора, ќе видиме, спонтано. Павле, јас ти благодарам многу што беше дел од Шанк, си направивме многу муабет тука. Ти за крај како што најав ќе испееш Димитрио Сиња Митрија, со тоа ќе ги убедиме и гледачите на Шанк дека Павле Витанов не само што ќе го помине вториот круг, туку ќе стаса и доста далеку во Звездите на Грант. Види сега, значи тоа е одма Димитрио. И последно. Ако мајко